Значи, во законот има правила за да се поднесе воопшто приговор, треба да имало нели таму се води книга, дневник, записник составено после во текот на денот да имало приговори. Значи, ова што се случува сега не е возможно да се случи, затоа што во Шеска сигурно ВМРО не правило инциденти или наместники, затоа што нема сила да направи. А и да правил некој било кој тоа требало да биде веќе пријавено. Тоа треба да се и така беше порано, јас се сеќавам, не само при гласањето, партиите ги учеа, нели, своите представници и набљудувачи и представници во избирачките одбори, поднесете за секој случај некоја забелешка за да имаме основ за приговор. Овие места каде што они тврдат дека имало некои работи, кои што сакаат да ги поништат само поради резултатот, не поради друго, се кристално чисти. Нема никаква забелешка, гласањето си течело најнормално. Најнормално. Значи тие немаат ни основ, тие веројатно поднеле некој приговори, ставиле некој основ дека не знам, семено, кај што го збореа на групно гласање и така натаму. Меѓутоа симптоматично е што 2 дена се збореше дека се кристално чисти изборите, сега третиот ден не се чисти изборите. И одма се појавува тука мост да си ја докаже пристрасноста, бидејќи до сега нели се сомневавме како што се виде тоа пенењето на пари што го правеле за други држави. Меѓутоа сега е јасно, денеска мост излего, па тој требаше да се на недовните изборите ако имаше неправилности да каже. Значи, прво, нема основ за поднесување на приговори, а друго, иако се 7 членови од блиски до СДСМ во ДИК, не може они да гласат против закон. Значи, мора да приговорот да содржи некои основни аргументи кои ќе докажат дека навистина имало неправилности. Таму немало. Тоа е едно. И друго, веројатно, водат сметка за тоа треба да делува на конечниот резултат. Значи, сите тие места што ги поднесуваат, ако нема да делува на конечниот резултат, нели ќе се извадат, ќе се избројат, пошто има и за едните и за другите гласови, тогаш нема ни да се одлучува. Се одлучува само ако делува на конечниот, значи да смени еден пратеник или два, еден да земе, друг да извади, да стави и така натаму. Гледаме што тоа најдобар доказ за тоа не е без. Тие дојдоа преди околу 5 часот, најавија приговори, у 8 час немаше ни еден приговор, затоа што се мислат сега што да стават во приговорот. Бидејќи приговорот треба да содржи факти кои се содржински, кои значат нешто. Дека се случило нешто, дека некој искршил кутија, тоа беше порано основна главна. Знаеме таму многу губиме, ќе дојде некој намерно ќе скрши и затоа воведоа кривични санкции за тоа од 5 до 7 години. Најмалку е 3 години, да, зависи од прекршок. Така што тоа е, од друга страна имаме и втора инстанца, нели? Имаат право па на жалби и тогаш судот ќе одлучи, управниот суд треба да одлучи дали е тоа точно или не е точно. За колку време зборуваме додека можеме да кажеме еве завршивме со изборите? Значи, рече потпаролката на ДИК пред малку дека рокот за денот на гласање, текот на гласање, тоа е еден рок, до 19 часот, затоа што до толку сад се гласа. И тече од 19 часот вечерта кога се затворени кутиите до денеска. Не, да не ги мешаме. Вториот рок е за составување на записниците и другите овие за броење и пресметање на гласови. Тоа е до 24, затоа што до 24 треба да се затворат кутиите. Тоа се двата рока. Едниот е истечен, другиот тече до вечер до 24 часот и ќе нема повеќе рокови. Ја, како што знам од медиуми, нели гледам, дека поднеле 6 приговора за првиот рок, што мислам дека апсолутно ќе треба да бидат офрлени, бидејќи ги нема овие забелешки. Без забелешки, автоматски тоа е услов да не се ни разгледуваат, да не се усвојат, односно да се отворат приговорите.